Годинава се очекуваат рекордни приноси на житни култури, а за тоа најмногу допридонесуваат постојаните врнежи, кои меѓу другото им овозможуваат на земјоделците полесна обработка на земјоделските површини и реализација на планираното. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Битола информираат дека во Пелагонија со пролетни култури оваа година се засејуваат околу 20.000 хектари, од кои најмногу пченка, сончоглед и луцерка. Има одлични услови за изведба на сејдбата, исто така сите растенија, кои пченки, кои сончогледи, кои луцерки, кои се наоѓаат во добра кондиција, затоа што имаме гледам перманентно постојано врнежи и така да и обработката е многу одлична, се обработуваат површините на лесен начин. Механизација има и така да се изведува многу брзо. Градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски вели дека минатогодишните поплави кои го зафатија Пелагонискиот регион не оставија последици врз овогодинешниот род. Нема некои големи последици од поплавите 2015 година, а житните култури се во добра кондиција и благодарение на тоа што има повремени врнежи, каде што годинава ќе биде приходот доста висок ако вака продолжи, ако не дај Боже се случи нешто што не треба. Годинава домашното производство на пченица се очекува за прв пат да покрие поголем дел од вкупните потреби. Според надлежните засејани се околу 80.000 хектари или 10.000 повеќе од лани, а се очекува принос најмалку 240.000 тони. Официјалните податоци говорат дека Македонија годишно троши по околу 300.000 тони пченица, од кои половина ги произведува, а остатокот го увезува.